Здраво, дечки! Еве денеска сме тука во уште едно видео, број 12. Предходното, значи, морав да го прекратам, бидејќи траеше многу повеќе од што очекував, значи 21 минути, ако планирав да е 10 до 15, па во последен момент, значи, при снимањето решив да го поделам исто на два дела. Значи, во ова видео ќе се надоврзаме на тоа што зборувавме предходно. Најпрво да видиме, значи, малку го исчитив предходниот пример, бидејќи мислам дека со тие пат сепараторите со костицата малку го искомплицирав простиот пример. Овдека, значи, што направи сега, значи, имаме две променливи, direct од тип string, directory name, што е дата, и имам уште една файл name, што е името на фајлот, а претходната ни е името на фолдерот. Потоа, овдека, наместо рачно да пишуваме целата патека, користиме уште една класа од C# пат и ја повикуваме методата combine, која може да прими повеќе параметри и ни креира патека за нас, значи без да пишуваме ние рачно костицата, туку во зависност од оперативниот систем користи соодветен пат сепаратор, значи тој може да биде forward slash, backward slash или што и да е, значи вака само викуваме пат combine и му праќаме стрингови од кои сакаме да ни креира патека. Значи во овој случај велиме пат combine на овие две работи, directory name и file name, и од овие ќе добиеме патеката data, костицата mydata.txt. Во подобниот пример, каде што имаме кога што правихме move на файл, претходно че ни беше доста замрсено направено, во првиот случај, значи го правиме исто што е овдека, значи ја добиваме таа патека што е data, костицата, името на фајлот, mydata.txt, и фајлот од таа патека, значи, го придвижуваме во directory name и уште еднаш directory name, значи во data, уште еден фолдер со име data и потоа името на фајлот, mydata.txt, значи фајлот ќе биде придвижен во таа патека. Значи од data, косоцрта mydata.txt, фајлот ќе не биде преместен во data, по уште еднаш data фолдер и таму ќе биде ставен mydata.txt. Мислам дека вака е малку по-чисто. Ајде избричам сето ова и да продолжиме со тоа што планиравме да зборуваме во ова видео. Значи, до овдека дојдовме, сега сме во овој дел, значи ќе зборуваме за запишување во файл. Значи, истото го имавме во претходниот серијал, значи овдека некаде ставив линк до видеото, мислам дека е тоа. Да, треба да е тоа. И, значи, сега ќе го спомнеме повторно исто. Значи, ајде не го пуцам во Visual Studio, да го правиме големо видеото, ќе го ископирам кодот од тука и ќе го ставиме директно во Visual Studio. Како што гледате, значи, имаме една променлива од тип string и во неја има некој текст, значи, сам random text 3 точки. Потоа креираме фолдер на дискот, значи во C, фолдер со име data. Значи, велиме directory, .create directory и во C ќе ни се креира фолдер со име data. Че видим дали го нема, добро, избришам ја. Нема таков фолдер моментално. И потоа велиме файл, write all text и велиме на таа патеката плюс името на фајлот, значи C, data и data.txt, значи овдека може да речем пат combine, ајде нека стои сега вака. И велиме на оваа патека, значи во тој файл, data.txt, ќе не биде запишена содржината од оваа променлива. Ајде на крајот да ставиме сепаратор за нова линија. Изврши и не се изврши програмата, добро, и ајде да отвориме сега файл, значи ако што гледате има овдека на дискот C, имаме фолдер со име data и во него имаме файл со име data.txt и како што гледате
ја имаме содржината на таа променлива. Потоа наредно имаме, значи, освен со користење на ова статичка класа файл, значи запишување во файл може да правиме и со помош на StreamWriter. Ајде и од овде да го скопираме целото ова. Да не почнеме новин, кој време не потребно. Мислам дека треба да е се јасно што правам, бидејќи овие се доста прости примери. Значи имам исто како во прошлиот пример. Имам една променлива, беше од прошлиот пример го немав ова. Значи имам променлива од тип string со име path и во неја имам патеката до фајлот c:2.data.txt. Потоа имам една булеан променлива која користам во StreamWriter како параметар и потоа со using statement за да не го пешки затвараме StreamWriter, значи using statement ќе направи тоа за нас. Велиме имаме StreamWriter со име SW, правиме нов StreamWriter и му праќаме патеката од која што ќе читаме, тоа е ова, значи што во променлива и нешто ќе читам докато што ќе запишуваме, моја грешка, и потоа за вториот параметар што му е од тип boolean append, што значи дали сакаме докато оставаме true, тоа значи дека ќе додаваме во тој файл, а докато е false, значи ќе презапишуваме целото содржина на фајлот. Значи во овој случај append не е ставено на true овдека и значи дека се што имаме во тој файл и овде кога велиме sv.writeLine, значи ова ќе биде додадено во тој файл, а не да биде целата содржина презапишена. Па да извршиме програмата. Добро, се изврши и ајде сега да го отвориме повторно истиот файл. И како што гледате имаме овдека уште една линија. Првично имаме само ова, сега имавме ова што ја запишавме со ова линија овдека. Доколку ја извршиме уште еднаш програмата, ова линија ќе ни биде додадена уште еднаш на крајот, значи ќе има два пати. Го видиме тоа, че ја извршим програмата, правиме повторно файл и еве што гледаме more text, more 3 точки, ја имаме два пати. Добро, ајде да видиме што има наредно во фајлот и значи до тука, значи до овој дел пишувавме во фајлот. Значи сега ќе видиме како може да читаме од фајлот. Ајде да ископираме и ова линија, значи сега ќе користиме повторно статичката класа файл и ќе користиме методата read all text. Се вратиме во Visual Studio, ќе го избришеме, патеката нека сега. И значи креираме променлива тип string, file content, бидејќи ова метода ни враќа string, како што може да видиме, и потоа ја повикуваме таа метода, file.readAllText, ја праќаме патеката, што е имаме погоре, и значи содржината што ни врати ова метода, што е целата содржина на тој файл, ќе ни биде ставена во значи во ова променлива. Ајде потоа да ја испечатиме содржината на таа променлива, console.writeLine, добро, file content, ајде извршиме програмата и треба да ни се испече содржината на тој текстовниот файл што ни во дискот се еве, значи овде се печати, тие трите реда. Значи многу просто, многу едноставно. Наредно, значи имаме овдека погоре, значи користевме read all text, сега користиме read all lines од истата класа. Ајде да го смениме тоа, што read all text, read all lines. Добро, и што гледате ми се буни, бидејќи ова функција или метода ни враќа низа од стрингови. Добро, ајде да го правиме тоа. All lines да ја крстиме. Добро, и значи овде сега ова не може да го направиме, туку треба со еден for each или со for да ја извртиме ова низа. Значи за секоја линија во ова низа и да испечатаме секоја линија. console.writeLine и ја печатиме, рековме, секоја линија и со ова, значи, резултатот треба да ни е идентичен.
Како што гледате овдека со for each, значи резултатот ни е ист како претходно. Да видиме наредно, значи наредно имаме користење на read lines од истата класа файл. Значи гледате, различно, овде е файл read all lines, а овде е read lines. Значи во овој пасус овдека ни е објаснита разликата и во принцип разликата е во тоа, значи што првично ова што користено претходно ни враќаше низа од стрингови, во другиот случај истото ни враќа, значи не исто, туку другата метода read lines ни враќа и enumerable од стрингови. Исто така, како што може да видите и овдека ми е објаснето, значи разликата на read lines е тоа што, значи, кога користиме read lines, значи целиот файл нема да не биде читан во меморијата одеднаш, туку, значи, сега се одвива етапно како што чита линија по линија. И след тоа, значи, имаме голема предност кога работиме со големи фајлови. Па, ајде да го видиме и тоа. Значи, ги рековме read lines. Рековме дека read lines. Добро. И како што видите, ми се буни. Може да речеме само едно var овдека, но ајде да го направиме и enumerable string all lines. И enumerable. File namespace, system collections generic, се доведе овдека, добро, и кодот, значи, сега ќе ни функционира без ништо да смениме. Значи, бидејќи и ова, значи, исто е како низата, значи, може да го извртиме со for each, значи, се што и enumerable може да биде вртено со for each. И како што гледате, резултатот ни е сосема ист. Мислам дека тоа е тоа и за ова видео. Наверојатно толку ќе биде за денеска, а утре, значи, ќе продолжиме и за утре да зборуваме за сериализација. Под насловот ми овдека пишем JSON сериализација, меѓутоа ќе зборуваме за повеќе типови на сериализација. До тогаш, дечки, поздрав и се најдобро.